Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на емисијата ТВ Ординација. Мој вечерашен гостин во студиото е доктор Виолета Божинова од поликлиника Жан Митра во Струмица. Докторке, добро вечер и добро да ми дојдовте. Добро вечер, поздрав до гледачите на ТВ Канавис. Така, вечерва со докторката зборуваме за една појава која што ќе се обидеме, нели, докторката да ја објасни, да ја разграничиме и да ја појасниме појавата. Станува збор за синкопа или помеѓу народот кажано губење на свеста. Докторке, за каква појава станува збор и колку е честа истата? Да, значи баш така, вечерва ќе зборуваме за една појава која што во медицината ја нарекуваме наречена синкопа, додека помеѓу народот е позната како губење на свест или падна во несвест. Пациентите кога доаѓаат кај нас во амбуланта, значи ќе кажат падна во несвест. Значи по дефиниција синкопата представува едно краткотрајно, иреверзибилно, транзиторно и изненадно губење на свеста и мускулниот тонус, при што пациентот паѓа, меѓутоа брзо, кратко време после тоа се буди, најчесто без некои посебни последици. Зошто настанува синкопата? Настанува заради прекин на крвотокот во циркулацијата, во мозокот, односно прекин на циркулацијата во мозокот. Знаеме дека мозокот е орган кој што најмногу страда при прекин на циркулацијата и затоа ако дојде до прекин на крвотокот во мозокот за кратко време, 10-15 секунди, ако немаме циркулација во мозокот, значи доаѓа до пореметување на функцијата во мозокот и појава на синкопа или губење на свеста. Како што кажав, нели настанува тоа едно краткотрајно, транзиторно, така се е назначено дека е краткотрајно губење на свеста, затоа што, како што кажав, пациентот кратко време, може за неколку секунди или некош минута, две, па некош и 5 минути, пациентот значи се буди, најчесто, како што кажав, без некои посебни последици. Исто така велиме дека е изненадно губење на свеста, значи при синкопа. Тоа значи дека пациентот без да почувствува претходно некои симптоми кои што ќе најават дека ќе дојде до губење на свеста, паѓа. Многу ретко, значи при некои форми на синкопа може да имаме еден таков продромален период или наречен пресинкопа, кога кај пациентот се јават некои симптоми кои што ќе најават дека може да дојде до губење на свеста или паѓање во несвест, како што се замаглување пред очите, мачнина, слабост на мускулатурата, меѓутоа тоа толку кратко време што пациентот нема време дури ни да преземе нешто, едноставно паѓа во несвест, односно се јавува синкопа. Така, дали епилепсијата и мозочните удари спаѓаат под синкопите? Не. Значи губењето на свест кај епилепсија и кај мозочен удар не спаѓаат во оваа група, нели, не спаѓаат во синкопа, затоа што имаме некои разлики кои што го разликуваат губењето на свеста при синкопа и при епилепсија или мозочен удар. Најчесто причините за појава на синкопа се наоѓаат надвор од мозокот, за разлика од епилепсијата или мозочниот удар, кога самите причини за губење на свеста се наоѓаат во мозокот. Исто така кај епилепсијата имаме покрај тоа што имаме слабост на мускулатурата, доаѓа до олабавување и на сфинктерите, така да кај епилепсијата, покрај тоа што пациентот губи свест, имаме и неконтролирана микција, неконтролирано мокрење или дефекација. Кај мозочниот удар во клиничката слика може да се јави хемипареза на едната или на другата страна во зависност каде е крварењето или исхемијата во
мозокот. Така, спомнавте дека настанува прекин на крвотокот до мозокот како една од главните причини, но што е причината за токму овој прекин на крвотокот до мозокот? Да, така, баш така, значи доаѓа до прекин на крвотокот во мозокот и мозокот доаѓа до пореметување на функцијата на мозокот и пациентот губи свест, се олабава мускулатурата и паѓа. Причините, воглавном, како што кажав, за синкопа се наоѓаат надвор од мозокот. Најчесто, воглавном, тие се поделени генерално во три големи групи. Првата група се причини кои што се од некардиогено потекло или не срцево потекло, значи не потекнуваат од срцето. Втората група се причини кои што потекнуваат конкретно од срцето. И третата група на причини се причини кои што се неразјаснети, не се знае точно не се наоѓа причина за појава на синкопа. Во првата група на причини, првим би ги спомнала, значи, ортостатската хипотензија. Најчесто тоа се случува, значи имаме пациенти кои што ќе кажат дека после станување од лежачка положба во кревет, при нагло станување, значи падна во несвес, добил синкопа. Тоа е една форма која што се јавува заради тоа што при нагло станување од лежачка во стоечка положба доаѓа до нагол пат на притисокот, значи има една ортостатска хипотензија, доаѓа до прекин на циркулацијата во мозокот и пациентот може да добие синкопа. Се случува тоа повеќе кај постари лица, кај пациенти кои што подолго време лежеле во кревет и при станување, при нагло станување од лежачка положба. Друг вид на синкопа ни е така наречената ситуациона синкопа. Тоа е синкопа која што се јавува при некои одредени ситуации. Например, имаме синкопа која што се јавува при едно интензивно кашлање, синкопа која се јавува при мокрење, при дефекација. Тоа е така наречена ситуациона, бидејќи се јавува во некои одредени ситуации. Друг вид на синкопа од некардиогено потекло, исто така ни е кога имаме хипервентилација, најчесто при пациенти кои што луѓе кои што имаат јак физички напор, имаат површно длабоко дишење, значи хипервентилираат и тогаш може да се појави исто така синкопа. При дехидратација, при обилно потење, може исто така да настане синкопа. Потоа при употреба на некои лекови, како што се вазодилататори, најчесто алфа-блокатори, кои што нагло исто така доведуваат до пат на крвниот притисок, недоволна циркулација во мозокот и пациентот може да изгуби свест, да добие синкопа. Друг вид на синкопа ни се така наречена рефлексна или ваговагална синкопа. Најчесто причина за овој вид на синкопа е некој јак емоционален стрес. Дали е, например, известување за некоја лоша вест, или, например, силна возбуда некојаш може да биде причина. Потоа имаме пациенти кои што едноставно не можат да гледат крв, тоа е така познато меѓу народот, значи само што ќе види крв, тоа е една рефлексна синкопа, тогаш пациентот паѓа. Така. И исто имаме синкопа од некардиогено потекло кога имаме преосетливост на каротидниот синус. Тоа исто така е интересна, морам да ја спомнам, карактеристична синкопа при дразнење на каротидите или некојаш при нагло свртување на вратот, може пациентот да добие губење на свеста или синкопа. Сега би спомнала повеќе за другите причини, причините од кардиогено потекло. Кога станува збор за причини кои што се од кардиогено потекло, значи причината се наоѓа во срцето. Најчесто се некои стечени, вродени или стечени срцеви мани. Тука би ја спомнала аортната стеноза, значи тешка аортна стеноза, секогаш оди во клиничката слика со еден така карактеристичен симптом синкопа или паѓање во несвест. Заради тоа што кај аортната стеноза имаме доста естествен отвор од
валвулата и немаме доволно дотор на крв во циркулацијата и мозокот останува трпе, значи останува без циркулација, без крвоток и пациентите добиваат како симптом губење на свеста, паѓање или синкопа. Потоа може да не биде исто така дисекција на аортата. Сме зборували и за овој проблем, тоа е кога настанува цепење на аортата и кога исто така имаме намален дотор на крв во системската циркулација и појава на синкопа. Потоа може да бидат тумори во срцето причина за појава на синкопа, миксоми. Тоа се тумори кои што растат бавно, меѓутоа кога ќе нарастат толку, мислам во некоја одредена големина, може да доведат до затварање на валвуларниот апарат и да дојде до исто така прекин на циркулацијата во мозокот. Други причини може да не биде миокарден инфаркт, тежок миокарден инфаркт, аритми на срцето може да бидат причини за појава на синкопа, најчесто АВ блок, значи комплетен АВ блок, суправентрикуларна тахикардија, вентрикуларна тахикардија, значи сите тие причини, како што кажав, потекнуваат од срцето. Потоа може да имаме пулмонална тромбоемболија да биде причина за појава на синкопа, каде што исто така и при оваа состојба, кога имаме инфаркт на белите дробови или зачепување на некој од гранките на белите дробови со некој тромб и појава на пулмонална тромбоемболија, често пати ни одат со исто така нагло губење на свеста кај пациентите, потоа пулмонална хипертензија и друго. Од третата група, како што ја спомнав, се нејасни причини, за тоа ќе треба да се исклучат сите други причини, па тогаш да кажеме дека нема причина и тоа најчесто се јавува синкопата што не од нејасни причини кај млади особи. И најчесто тука се претпоставува дека причина е ненаспиеност, неодмореност, младите касно легнуваат, го менуваат биоритмот на животот или некои диети, така, значи една нејасна причина за појава на синкопа. Така, слушајќи ве, сакав да потврдам само она кое што ете ми има поминувано низ главата како информација за приближувањето на крвните притисоци и тогаш настанувањето повторно појава на синкопа. Да. Значи исто така и тоа кога доаѓа до фактички спојување на двата притисоци, тоа е како еден вид блок на срцето. Значи во тој момент срцето не може доволно да испомпува крв и во тој има доближување на двата притисоци, некаде со многу мала разлика и тогаш исто така доаѓа до прекин на циркулацијата на крвта во мозокот и може да се јави појава на синкоп, односно пациентот да изгуби свест и да падне. Така. Предпоставувам дека клиничката слика е јасна и лесно се поставува дијагнозата. Да, значи тоа пациентите обично и сами дома им се случува, најчесто кога доаѓаат кај нас во амбуланта и ќе кажат паднав еднаш или ми се случило два пати, му се случило некој пациент да изгуби свест, да падне, после тоа брзо мислам се буди. Меѓутоа ако веќе има некој присутен тука до пациентот кај кој што се појавува оваа состојба, синкопа, значи пациентот изгледа блед, препотен, со едно површно и бавно дишење и е со олабавена мускулатура, меѓутоа како што кажав, значи за разлика од епилепсијата немаме, значи не е измокрен пациентот, немаме неконтролирано мокрење или неконтролирана дефекација, нема пена на устата, значи има разлика. И карактеристично морам да спомнам за синкопата е тоа што пациентот брзо, како што кажав, значи за неколку секунди или минута, две, само што ако има некој до самиот пациент кој што добил синкопа, треба да му се само окренат нозете, да дојде циркулација во мозокот и пациентот се буди најчесто без никакви последици, меѓутоа сепак постои ризик. Во зависност од тоа каде се случува, дали е пациентот сам, кога ќе му се случи синкопа, губењето на свеста, дали се наоѓа негде, например, кај градежни работници може да се случи ако е некаде на висина или покрај некој базен, вода. Значи, сепак постои опасност од повреда, најчесто скршеници, повреда на глава, повреда на телото. Меѓутоа,
Воглавном најчесто пациентот се буди без некои последици. Така, напомнавте 3 категории на причини. Да. Синкопата можеме ли да ја лекуваме без разлика од, исклучувајќи ја третата? Како без наод, секако не знаеме од каде потекнува синкопата, но во првите 2 случаи. Значи, прво, на секој пациент кој што веќе имал еднаш синкопа, губење на свест, 2 пати му се случило, секако, значи, задолжително треба да се јави на лекар. Треба да се најави на лекар, да се направат испитувања, се со цел да се исклучи дали се работи за синкопа од кардиогено потекло, од срцево потекло или од некардиогено потекло. Затоа што ако се работи за синкопа од кардиогено потекло, следат понатаму и други испитувања и лекување. Значи се спречи, мора да се најде причината ако од срцево потекло, понатаму да се преземат мерки и пациентот да се спречи да не му се повторуваат. Па дури и од некардиогено потекло. Исто така, значи ако веќе пациентот имал синкопа, треба да се јави на лекар за ние еве сега би кажала како би поставиле диагноза. Пациентот значи мора да се јави на лекар, да му се земе добра анамнеза, да се распреша кога се случило, како се случило, дали претходно имал некој, например, физички напор, некој стрес, значи да видиме од која причина се случила синкопата, колку време бил во безсвесна состојба, дали кога се разбудил имал некои други знаци, например, одземеност на рака, на нога. И значи сето тоа во анамнезата мора добро да се распреша пациентот. Потоа пациентот треба да се испреди задолжително на интернист, да му се направи, да се измери крвниот притисок, да се направи електрокардиограм, ЕКГ. Значи да се види, бидејќи ЕКГ-то може да ни даде некои податоци, за да ви откриеме ние дали причина за синкопата е срцето. Например, да видиме дали има АВ-блок, дали има некоја суправентрикуларна тахикардија или, не дај Боже, и вентрикуларна тахикардија во моментот. Значи, кај пациентот ЕКГ-то може да ни покаже дали причината за синкопа е од срцето. Потоа, треба да се направи екокардиографија, да се видат дали има некои структурни промени на срцето, како например аортна стеноза, дали пациентот претходно имал миокарден инфаркт, дали има промени во самата функција на срцето. Значи, треба да се направи задолжително ехокардиографија, да се открие причината за појава на синкопа и понатамо пациентот да се упати на понатамошно иследување или лекување. Докторке, колку често се синкопите присутни кај помладата популација, односно кај децата? Значи, ги има и кај деца, ги има и кај возрастни. Овие што се од некардиогено потекло кај повозрастните особи, ги има, како што кажав, кај пациенти кои што подолго време лежат и при станување може да добијат синкопа. Меѓутоа, кај постарите многу се почести од кардиогено потекло, додека кај помладите поретко, затоа што тука од срцево потекло зборувам, ако се од кардиогено потекло, значи тука може да е само некоја вродена срчева мана, па да ни даде појава на синкопа. Така, и кои се прогнозите? Па се лекува. Се лекува, само пациентот, како што спомнав и претходно и сега би спомнала, значи треба да се јави на лекар. На времено, ако веќе имал еднаш или 2 пати и се јават пациентите, значи што веќе изгубил еднаш свест, мора да се јави на лекар за да се види причината од што е, како е, дали стварно има некоја причина што треба понатаму да се проследи, да се лекува. Па имаме пациенти кај кои што и оперативно се понатаму третира пациентот како кај аортна стеноза, дисекција, некоја друга срчева мана кај помлади, кај деца. И инаку обично советуваме на пациентите, значи кои што веќе имале синкопа, да кажам, еве ортостатска или рефлексна, да избегнуваат еве пациенти што велат дека кој ќе види крв паѓа во несвест, значи да избегнува такви ситуации. И има ли во тој случај последици? Значи, еве рефлексна, например, или не, пациентот се буди. Значи зависно од тоа, само кажав, на кое место е, каде му се случила синкопата или губењето на свеста, затоа што, како што кажав, ако е некаде пациентот на висина,
на високо може да падне, значи да се повреди и обично се со скршеници на колк, нога, па повреди на глава може да настанат. Затоа што паѓа во несвесна состојба, тој ја губи свеста и едноставно му се уловава мускулатурата и паѓа. И ако е веќе близко до вода, да кажеме, или некаде на високо, може да настане сериозна повреда, кршеница. Така. Докторка, јас ви благодарам. Интересна тема која што ја отворивме. За прв пат еве Па да, така. во таа ординација. Ви благодарам што одвоивте од вашето драгоцено време и бевте заедно со гледачите на таа ординација. Се надевам дека ќе се видиме повторно наскоро и ќе отвориме повторно интересна тема за гледачите. Благодарам и на вас на поканата. Така. Задоволство е мое да присуствувам, да ги запознаеме гледачите со некои така поретки состојби, да знаат како и да се однесуваат и како понатаму да бараат помош од нас лекарите. Ви благодарам уште еднаш. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и вечер во одвоивте време и бевте дел од таа ординација. Се гледаме наредната среда.